Прекрасен фудбал. Секогаш правеле убави фудбали за овие големи надпреварувања, ама сите ние имаме една голема желба. Овој прекрасен фудбал да влегува што повеќе пати во противничките мрежи. Тоа би било супер, нели? Ова европско првенство е можеби најневообичаено досега, затоа што интересно се игра во многу градови низ Европа и така да не сакајки УЕФА направи да одредени репрезентации се малку и фаворизирани, да кажеме, не знам, Англија игра дома со Хрватска, Италија игра дома со Турска, Данска игра дома со Финска и така натака, така да порано не беше така, нели се играше во една земја, во неколку града и сите беа на некој начин гости на тоа надпреварување. Имаше само еден домаќин, сега имаме многу домаќини и од тој аспект е така, малце понеобично, но и интересно првенство секако. Јас лично очекувам на ова првенство да се подигне се уште да се подигне квалитетот на надпреварите, затоа што мислам дека почетните надпревари не ни донесоа некој преголем квалитет. Интересни моменти, да, секако. Убави моменти секако имаше, апсолутно, но нивото на квалитетот на првенството не би можеле да кажеме дека е на некое многу високо ниво, сега за сега, со надеж дека тоа ќе се подобри. Можеме да издвоиме 2-3 надпревара кои беа одлични, не само по ефикасноста, него и интересни за гледање, но тука пред се мисламе на Холандија, Украина, ќе кажам, па и Австрија, Македонија беше еден интересен надпревар, апсолутно фудбалски, од фудбалски аспект. Ајде, Италија, Турска беше, да кажам, турците одиграа многу слабо. Очекувавме подобри игри од нив. Има неколку репрезентации кои што објективно очекувавме доста повеќе од нив, но ајде, тоа сето ќе го ставиме како почетна игра, први кола, први надпревари со надеж дека сето тоа они ќе успеат да го подобрат и дека ќе гледаме поквалитетен фудбал. Што се однесува до нашиот надпревар, како што кажав пред малку, беше изузетно интересен надпревар, каде што објективно пружавме добар отпор, во голем дел од утакмицата, од надпреварот, пружавме голем отпор, но ете, можеби некако физички на крајот, репрезентацијата на Австрија беше по-надмоćна, повеќе истрча, и мислам дека тие 20 последни минути беа клучни за нас, каде што малку дозволивме да се повлечеме самите во 16-терецот, во нашиот 16-тетник, а кога ќе играш на таа карта, секогаш се случува еден добар центар шут, еден добар шут или некоја грешка, како што австриците погрешија за нашиот гол, да го реши надпреварот. Затоа мислам дека они секако заслужено победија, но во секој случај им пруживме добар отпор и според мене одигравме еден квалитетен надпревар. Значи, како што спомнав пред малку, имаше надпревари од кои што очекувавме повеќе. Да кажеме, последниве надпревари Шпанија, Шведска, каде што добро, швеѓаните одигра еден одличен дефанзивен надпревар, каде што добро се одбранија. Шпанците немаа среќа да постигнат гол, мораме да кажеме, имаа доста шанси, но за мене е очекувано затоа што јас и пред првенството говорев дека од шпанците многу нема да очекувам ова првенство од проста причина што направија една голема смена на генерација, а секогаш кога се прави таа смена на генерација, објективно додека да се пронајдат оние магичните 11, секогаш репрезентацијата можно е да има проблеми. Доста очекувам и од надпреварот Германија-Франција, од првото коло, каде што играат помеѓу себе два фудбалски гиганта, но ајде ќе оставиме да видиме како ќе се одигра тој надпревар. Сметам дека и Франција и Германија се наоѓа во слична ситуација како и Шпанија. Да бидем искрени, и они направија една голема смена на генерација и ќе видиме сега селекторот кој е веќе долго години на тоа место, како ќе успее на брзина да ги укомпонира сите тие нови играчи, кои се секако и днината на германскиот фудбал. Понатака, Чешка, Шкотска, за мене не е некој големо изненадување, чесите играат квалитетен фудбал, шкотите се една
коректна репрезентација, не многу квалитетна, не многу силна, но една репрезентација за респект и тоа беше релативно изедначен натпревар каде што чесите сепак успеа да искористат својот квалитет и да го добијат тој важен натпревар за нив. Мислам дека ќе се вратам повторно на нас. Мислам дека не треба разочарувачки да го примиме овој пораз. Многу репрезентации се случува во почетниот период, во првото коло да ги изгубат натпреварите, па потоа да се соземат, да одиграат добро и да рекуперираат сето тоа што го испуштиле во првото коло. Сметам дека не очекува повторно еден силен натпревар против Украина. Тоа е една добра репрезентација, компактна, кој се уште ја владее таа руска стара школа која била од секогаш препознатлива, со снажен фудбал, со доста трка, со јаки дуели и мислам дека сигурно нема да ни биде лесно, апсолутно. Украина има една квалитетна екипа, но сметам дека е сепак тоа репрезентација каде што и ние можеме да го покажеме својот квалитет и евентуално да направиме нешто. Јас борев пред првенството дека тоа што ние го направивме како голем успех на еден начин е сепак нешто локално, за нас во Македонија голем успех, за фудбалска Европа тоа нема никакво големо значење, затоа што они играат нон-стоп секои 2 години на европско, на светско и они се навикнати на сите тие надпревари, но за нас е тоа нешто ново и ако стварно сакаме да покажеме дека вредиме, ќе мораме да го искористиме ова европско првенство да покажеме повисок квалитет, за да сите играчи кои настапуваат тамо добијат и на цена, и на нели популарност во Европа и така натака и така натака. Така да на нашите момци ова е на некој начин голема шанса да остават одреден белек печат на европско првенство и понатака да се збори за нив во фудбалска Европа. Да се осврнам и на надпреварот Англија-Хрватска, кој каде што одигра на Вембли после подолго време и пред публика. Тоа заборив да кажам, многу убаво чувството сега што се враќа публиката на терен, затоа што сите ние овие последниве година дена кога ги гледавме надпреварите, верувате ми кога ги гледам децата да играат дома на Нинтендо, без публика, без атмосфера, така да ова е одлично чувство и за играчите, верувам. Англија-Хрватска еден тврд надпревар, каде што англичаните се сложувам и со коментарите кои беа на од аналитичарите фудбалски, дека Англија полека го менува стилот на игра и можеби со ваков стил на игра може и да дојде до одредени висини кога се во прашање овие големи првенства. Беа посупериорни, заслужено победи, иако не беше тоа баш лесен надпревар. Хрватска морам да споменам дека и они како шпанците и германците направи одредена смена на генерации, има доста нови играчи и сметам дека нема да биде големо разочарување ако хрватите не успеат дури ни да се пласираат во вториот круг, затоа што сметам дека оваа генерација во наредниот период од 10 години и како ќе покаже што знае и колку вреди и колку уме. Се случи еден непријатен настан. Тоа беше случката со Ериксен, Данска-Финска, каде што сите некако се потресовме, не ни се гледаше тој ден воопшто фудбал. За среќа пред се негова и на сите нас кои го сакаме фудбалот, сето тоа заврши добро, без некои сериозни последици, иако секако човекот беше во сериозна загрозувачка животна опасност. Меѓутоа треба да се утврди зошто доаѓа до тоа. Имаше реакции од одредени фудбалски мињани за Европа дека време е УЕФА да размисли малци да го намали капацитетот на одигрување на надпревари, затоа што навистина во последниве десетина години играчите се преоптеретени, играат премногу надпревари, со сите тие комбинаторики што ги прават кроз Лига Европа, Лига Шампиони, имаше квалификации за репрезентација, па уште направија и Лига на нации и мислам дека стварно си играчите преоптеретени и ќе мора УЕФА сериозно да размислува во тој правец, малце да ги растерети играчите, за да не се доаѓа до вакви несакани ситуации. На крај, да кажеме нешто убаво што е во фудбалот. Еден од најубавите моменти во овие први денови секако беше феноменалниот гол на репрезентативецот на Чешка Шик, кој се гледа убаво дека го погледна голманот док излезе, значи нема никаква случајност тука. Проба да го погоди голот со една долга лоп топка и навистина постигна прекрасен гол. Може би е рано да се каже дека ќе биде најубав гол на првенството, но секако дека ќе биде меѓу трите најубави голови. Само нека продолжа така да гледаме што поубави моменти. Само да напоменам дека
благодарение на нашиот капитен Горан Пандев, она што го вети Моцарт, дека ќе дарува по 1 милион денари на секој наш постигнат гол, тој милион веќе е собран и прашање на време само кога Моцарт ќе реши кога и каде да ги донира тие пари во хуманитарни сврхи. Браво за нашата репрезентација, браво за капитенот Пандев и за голот, затоа што успеа да им излече на Моцарт 1 милион денари за хуманитарни цели.